Добар ден, ученици. Јас сум италијанскиот наставник Словче Христоска од Основното училиште Александар Македонски. Денес ќе одржиме час по предметот математика за 5-то одделение. Наставната содржина предвидена за денес е проценување, мерење, споредување, а целите кои што ќе треба да ги исполниме се проценува и определува приближната вредност при пресметувањето и го проверува резултатот, споредува мерење и го образложува дадениот одговор. Најпрво да објасниме што значи проценување. Проценување значи да ја одредиме должината, тежината, висината, без при тоа да користиме соодветен инструмент за мерење. На овој слајд гледате дека се нацртани неколку отсечки. Би сакала да размислите дали можеме со сигурност да кажеме која од нацртаните отсечки е најдолга. Верувам дека ќе се согласите со моето мислење дека не можеме да кажеме која од нацртаните отсечки е најдолга. Зошто? Затоа што не ја знаеме должината на отсечките кои што се нацртани. Значи можеме само да процениме која од нив е подолга, а не можеме со сигурност да кажеме која е таа. Проценката не мора секогаш да одговара на реалната измерената вредност. За да видиме дали добро сме процениле, односно за да си ја провериме нашата проценка дали била добра, треба предметот да го измериме и измерената должина да ја споредиме со проценетата должина. Например, Марко проценил дека отсечката во учебникот е долга 4 см, но кога ја измерил со линијар, должината на отсечката била 4,5 см, што значи дека Марко направил отстапување од 5 мм. Неговата проценка не одговарала со точно измерената должина на отсечката. При проценка на должина, тежина и висина дозволено е одредено отстапување. Кога правиме проценка, значи на должината, висината и тежината. Независно што мериме со соодветен мерен инструмент, ќе добиеме соодветната тежина, висина и должина. Во оваа табела се дадени предметите кои што Марко ги измерил и проценките и мерењата кои што ги направил. Да видиме колкаво отстапување се направени при мерењата што ги направил Марко. Марко најпрво измерил должина на молив. Должината на моливот ја проценил на 14 см, меѓутоа мерењата покажале дека моливот е долг 13 см. Што значи овде имаме отстапување од 1 см. Како го добиваме отстапувањето? Отстапувањето го добиваме од разликата на проценетата и измерената величина на предметот. Потоа ја проценил висината на плакарот на 205 метри, меѓутоа мерењето покажало дека плакарот е висок 198 метри. Овде имаме отстапување од 7 метри. Потоа ја проценил најпрво својата тежина, дека изнесува 55 килограми, потоа се измерил на вага и вагата му покажала дека тежи точно 55 килограми. Во овој пример гледаме дека понекогаш проценетата вредност може да одговара со измерената вредност, односно со точната вредност, меѓутоа тоа не е секогаш случај во сите ситуации. Понатаму мерил должина на греда. Должината на греда ја проценил на 100 метри, меѓутоа мерењето му покажало дека гредата е долга 110 метри. Овде имаме отстапување од 10 метри. И на крај решил да ја процени тежината на ранецот. Тежината на неговиот ранец ја проценил на 4 кг, мерењето покажало дека тој тежи 3,5 кг. Што значи овде имаме отстапување од 0,5 кг. Домашна работа да процените колку тежат 3 јаболки, 4 мандарини, 5 лимуни. Потоа да ги измерите и да го запишете отстапувањето како што беше запишано во табелата на претходниот слајд. Благодарам ученици на вниманието. Пријатно